Благодарам. Почитувана професорке Зендели, само за еден податок. Прв министер за одбрана не бил Талат Џафери кој што бил албанец, туку и во Крушевската република во привремената влада министерот за одбрана бил албанец. Од аспект на тоа што го кажавте, нема да го коментирам заради тоа што сепак го почитувам дигнитетот на вашата професија професорска. Само ќе ми дозволите да подлечам неколку работи. За оно што го кажавте за криминалите, за поранешните лидери и слично, јас ќе го повторам тоа што го кажа професорката Силјановска, но ќе ве потсетам и на некои други работи. Во тогашните материјали кои што ги извади тогашната опозиција, јас сведочев дека има разговори со функционери на вашата партија. И мислам дека имаше таму и за судство разговори, имаше таму еден разговор каде што вашиот председател на партија му дава пас на оној како што вие го нарекувате дека бил азилант за рушење на објекти во општини каде што дуе традиционален победник. И тука мислам дека треба тоа фер да се искоментира, веќе ако коментираме треба да ги кажуваме работите така како што се. Не можам да се изначудам на вашето ниво на омраза кон ВМРО ДПМН, но ќе ви кажам една работа и јас ќе кажам една поговорка. Тоа е, вие кажавте тогаш дека останал некој на прозор, но вие тогаш го нарушивте принципот победник со победник и тогаш пораката е јасна и сега пораката е јасна. И јас сакам само да ве потсетам на еден момент. Колешке Зендели, пред 2 години кога станавме пратеници, тука од оваа страна седеа многу поинакви карактери него што седат денес. Тогаш ви кажувавме дека ќе ги поразиме тие ликови и ќе ги пратиме во пензија, а вие се смеевте. Сега сме во ситуација каде што првата петорка на СДСМ е пензионирана. Тука повеќе не е Заев, го нема Манчевски, го нема Филипче, го нема Зекири, ја нема Мила Царовска. Денеска дуе опозиција во Скопје, во Тетово, во Гостивар и во Куманово. И тоа е факт. Колешке Зендели, не навредивте, јас ви кажав дека немам намера да го прифатам тоа, но ќе ви кажам една работа. Вие одлучивте денеска, не знам зашто, ние разговаравме за председател на собрание, без разлика на која партија е член, да отворите, ви кажа, отворен напревар во политичката арена со ВМРО ДПМН. И јас ви кажав, првата петорка на СДСМ е пензионирана поради политички пораз. Тоа е факт. Вие сте опозиција во Тетово, Гостивар, Скопје и Куманово. Во политичката арена има место само за еден, а ВМРО ДПМН планира да победи и да оди до крај. Благодарам.